Висат двајца пратеници на ДУИ. ДИК одлучи да се прегласува на 7 избирачки места, 6 во петка, едно во шестата изборна единица и во двете изборни единици ДУИ е блиску да загуби пратеничко место. Според познавачите, интегративците, речиси сигурно ќе паднат од 19 на 17 пратеници, бидејќи после овие избори и се поизвестното заминување во опозиција веќе немаат моќта да ги уценуваат граѓаните. Реално сега треба да се искаже реалната волја на народот, бидејќи веќе диктатурата падна и сега народот треба јавно да излегува, да гласа спротив нивната волја и според нивните размислувања, но мислам дека ДУИ веќе нема капацитет да врши притисок, закани и уцени врз и подкуп на гласови и јас мислам дека реално ако излегуваат тие гласачи на тие избирачки места, мислам дека ДУИ ќе изгуби по еден пратеник. Љузин Фаризи очекува и сите политички фактори заедно да се здружат со цел ДУИ да ги загуби двете пратенички места. Мислам дека сите ќе се обединуваат заедно ДУИ да изгуби еден пратеник во петка и во шестка. Така што реално лека по лека таа кула создадена од криминал, корупција и подкуп секогаш на гласови од 2002 година, мислам една за секогаш и ќе се искаже реалниот капацитет и реалната волја односно на граѓаните во овие избори, така во некои избирачки места што ќе се организират. Албанската опозиција вреди реагира дека со одлуките на ДИК се докажало дека ДУИ добиле гласови со изборна кражба. Така наречениот Европски фронт, злоупотребувајќи ги сите механизми на власта, незаконски го нарушил и искривил волјата на граѓанинот, спроведувајќи го бугарскиот ВОЗ во Ликово и Лрце, случаи веќе потврдени со одлука на ДИК, како и со броење на неважечки гласови во корист на фронтот и Демократската унија за интеграција. Од ДУИ пак велат дека со прифаќањето на преговорите се прави обид да се промени волјата на граѓаните изразена на фер и демократски избори. Откако се утврди дека Европскиот фронт е втора политичка сила во државата, истите политички сили прават се да го оспорат легитимитетот што Европскиот фронт го доби на 8 мај од носителот на сувереноста, гласачот, каде што им покажавме дека се надпреваруваме фер, слободно и демократски, каде што пак излеговме победници, како и на 24 април. Од ВМРО ДПМН сметаат дека со прегласувањето можно и тие да добијат пратеник повеќе. ВМРО ДПМН може да добие дополнителен број пратеници од прегласувањето во овие избирачки места, секако доколку граѓаните сметаат дека треба да дадат поддршката во овие избирачки места на еден фер процес кој што ќе биде наблюдуван сега со очите на целата македонска јавност, ќе бидат наблюдувани овие 4 до 5, не знам денеска уште колку ќе поминат избирачки места и се надам дека тоа ќе значи дека ќе има фер и кредибилен процес во овие избирачки места. Дали дефинитивно ќе има прегласување ќе одлучи управниот суд, тие имаат право да ги променат и одлуките на ДИК, но и евентуално да прифатат дел од приговорите кои беа одбиени од страна на Државната изборна комисија.